Министерката за образование и наука Весна Јаневска прашана за случаи кога студенти кои добиле ваучер за набавка на електронски уред, а потоа ги продаваат истите. Кажа дека проектот бил ветен и реализирана на совеста на студентите како ќе постапуваат со нив. Надлежните информираа дека ќе се доделуваат вредносни ваучери за студенти за набавка на електронски уреди. Јаневска на социјалните мрежи објави дека 55.000 студенти ќе добијат по 15.300 денари за набавка на електронски уред. Повикот е објавен и може да се аплицира преку порталот услуги.gov.mk. Најдоцна до 20.12 оваа година ги повикувам студентите да се пријават и да го остварат своето право, повика министерката. Собранието ги изгласа измените и дополнувањата на Законот за данок на додадена вредност, со кој се укинува ослободувањето од ДДВ за онлайн пратки со вредност до 22 евра. Целта на овие законски измени се зајакнување на домашната економија, поддршка на локалните компании и создавање нови работни места, посочуваат од Министерството за финансии. Спроведувањето на измените се очекува да има директни позитивни ефекти врз економијата и работењето на домашните компании. Со укинувањето на ослободувањето околу 4 милиони денари месечно, колку што изнесува прометот кон странските онлайн платформи во одредени периоди, ќе се пренасочат кон домашното стопанство. Овие средства ќе помогнат во растот на локалните компании, креирањето нови работни места и подобрувањето на условите и платите на вработените, порачуваат од Министерството. Оваа измена, како што нагласуваат, представува значаен чекор во заштитата и развојот на домашната економија, особено во услови на интензивна глобализација и раст на дигиталната трговија. Информираат дека трошокот за пресметката и плаќањето на ДДВ нема да падне на товар на граѓаните, што значи дека нема да има промена на цените за крајните потрошувачи, а мерката ќе обезбеди фер конкурентност помеѓу домашните и странските онлайн продавници. Според Министерството за финансии, со усвојувањето на измените, државата испраќа јасна порака за поддршка на компаниите што создаваат додадена вредност, инвестираат во развојот и отвораат нови работни места во земјата. Првиот сезонски снег донесе проблеми во Хрватска, снежни врнежи на планините во Босна и Херцеговина и бел утро во Љубљана. Патиштата се лизгави, сообраќајот на повеќе делници е отражнат. Во текот на ноќта во Хрватска падна првиот снег за оваа сезона. Хрватскиот автоклуб соопшти дека автопатите што минуваат низ планински предели се под снег и упати апел до возачите за зголемено внимание и приспособување на брзината кон зимските услови. Во Босна и Херцеговина снег паѓа на Бјелашница, Јахорина и Влашик, каде е формиран и тенок снежен покрив. Во пониските делови врне дошта снег главно на планините. На Бјелашница во 7 часот наутро температурата изнесувала -4 степени Целзиусови. Во Словенија утрово бел слој е забележан на Алпските котлини, како и во самата Љубљана. Повремените снежни врнежи создадоа зимски услови на планинските патишта во централна, западна и југозападна Србија, а се прогнозира за уште снег. Снег врнеше и на автопатот Милош Велики. Според медиумите, снегот предизвика сериозни проблеми на улиците во Србија. Соединетите американски држави доделија на Саудиска Арабија статус на главен сојузник надвор од НАТО, соопшти председателот Доналд Трамп на вечерата што ја приреди во Белата куќа во чест на саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман, кој беше во посета. Издигнуваме нашата војна соработка на уште поголеми височини, со тоа што официјално ја назначуваме Саудиска Арабија како главен сојузник надвор од НАТО, што е многу важна работа за нив, објави Трамп. Тој нагласи стратешката важност на богатото кралство на Блискиот Исток, изразувајќи увереност дека со оружјето што ќе го купи од Вашингтон, Ријад ќе стане клучен фактор за обезбедување стабилност во тој невралгичен регион. Инаку на свечената вечера имаше многу славни личности. Фудбалската суперзвезда Кристијано Роналдо, најбогатиот човек на светот Илон Маск и шефот на Nvidia, компанијата со најголема пазарна капитализација во светот, беа меѓу гостите на вечерата што председателот на САД Доналд Трамп ќе приреди во Белата куќа во чест на саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман. Присуството на собственикот на компаниите Тесла и SpaceX може да биде знак на помирување со председателот, коментираат американските медиуми. Маск и Хуанг исто така ќе бидат меѓу учесниците на дискусијата за напредокот во областа на вештачката интелигенција, која ќе се одржи на Американско-саудискиот инвестициски форум во Вашингтон.
Под влијание на циклонска активност ќе продолжи периодот на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Денес во попладневните часови и утре врнежите ќе бидат со послаб интензитет. Во петок и во деновите од викендот повторно се очекуваат пообилни врнежи од дожд, локално во форма на невреме со засилен ветер и услови за појава на грмежи. Од недела утринските и дневни температури значително ќе опаднат, информира Управата за хидрометеоролошки работи. Според УХМР, во Скопје следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд кои во делови од котлината ќе бидат пообилни. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од јужен правец.